Свиркачи има само треба да се охрабрат да го пријавуваат криминалот во сопствените редови. Еден од заклучоците од денешната работилница на тема дали се применува законот за укажувачите во Организација на Транспарентност Македонија и НВО Инфоцентарот. Совка Пејовска, дојчиновска членка на антикорупцијската комисија, вели дека граѓаните слободно можат да се потпрат на законот за укажувачи затоа што со него тие се потполно заштитени. Според податоците на Државната комисија за спречување корупција, за околу една година во комисијата се пријавени 5 случаи од страна на укажувачи. Во главном се тоа пријави за со сомневања, односно со одредени индиции за судирни интереси, за коруптивни действија кои што согласно постапката што е утврдена во законот се во корпусот на делата за кои што можат пријавувачите да пријавуваат. Значи повреден јавен интерес. Ана Јаневска деле во Транспарентност Македонија вели дека се би функционирало и подобро и поинаку доколку би постоеле уште укажувачи како што се Ѓорѓе Лазаревски и Звонко Костовски, двајцата вработени во петтата управа на МВР, кои на виделина ги извадија така наречените бомби во кои се содржани разговори на владини функционери, судии, обвинители, новинари. Потребно е институционално тоа да подобро да се уреди, затоа што не знаеме кои се тие луѓе кај што во институцијата. Знаете како има многу институции каде што лицата каде што треба свиркачот да оди да пријави се на раководни позиции. Тоа треба да се промени, треба да има повеќе ДКСК и другите институции да имаат надлежност, односно контрола врз тоа каде и на кого се пријавува. Од 5 случаи пријавени во антикорупцијската комисија, еден од нив веќе има завршница. Станува збор за укажувач кој имал индиции за можен криминал во управата во која што работел, пошто истиот бил разрешен од своето работно место и прераспределен на друго несоодветно место. Како што вели Пејовска Дојчиновска, по постапката што ја презела антикорупцијската комисија, укажувачот бил вратен на своето првично работно место. Печаток дека директорот на институцијата, кога препозна дека ние имаме реакција и дека може да сноси последици заради тоа што го прави, изреагира, самиот си постапи и значи ефектот е постигнат. Државната комисија за спречување корупција е единствената институција во која граѓаните може надвор од својата институција во која што работат да пријават случаи на криминал, корупција или судир на интереси.